Здрав на сите и добре дојавте назад на мојот YouTube канал. Денеска на Google Play Store налетов на една апликација која што се вика FaceApp. И истата ни служи за на најлесен можен начин да си го промениме личниот опис, односно да се трансформираме од машко во женско или од женско во машко. Доколку ме следите на Instagram, сигурно сте виделе како јас би изгледал кога би бил девојче, затоа што во текот на денот шернав една фотографија на стори. Доколку не ме следите на Instagram, не знам што чекате, направете го тоа веднаш, а со оглед на тоа дека сторињата траат само 24 часа, еве како јас би изгледал кога би бил девојче. Како и да е, поентата на денешното видео е да ги трансформирам од машко во женско, моите драги колеги јутубери. Да, за денеска одвоив десетина јутубери на кои што ќе им го променам личниот опис, односно ќе ги трансформирам од машко во женско. Па ова се можеби надежните македонски јутубери. Преди официјално да започнам со трансформациите, не заборавајте да го лајкнете ова видео и да се претплатите на мојот YouTube канал со клик на subscribe, доколку се уште не сте претплатени. Со оглед на тоа дека сконтав како функционира апликацијата, ги одбрав некако најсоодветните фотографии од сите мои колеги кои одлучив денеска да ги трансформирам. Ќе го започнеме видеото со Иван Ајнштајн. Процедурата е многу едноставна и видеото веројатно само по себе ќе трае кратко, меѓутоа верувам дека ќе биде интересно. Па ова е хит, чека има уште една опција да видиме што е ова. Првата ми се чинеше некако по-реално. Чека имаше една опција мейкап, така што може и шминка да му ставиме, само да не биде ептен фейк. Не се ни познава шминката. Вака би изгледал Иван Ајнштајн кога би бил јутуберка. Следен го имаме Орхан Асанов, односно едноставен дечко, и баш ме интересира како Орхан би изгледал кога би бил жена. Ова фотографија мислам дека е најсоодветна, така што ајде да пробаме. Чекај да видиме со второва. Сега кај него повеќе ми одговара на втората опција, со некако побујна коса. Хит, може и вака да го ставиме со шминка или без шминка, не знам. Како ви изгледа подобро? Ја мислам со шминка. Ајде ќе го ставиме него со шминка. Кон крајот на видеото обавезно во коментар напишете ми кој некако најмногу ви се допаѓа во улога на девојче. Следен нека биде Мартин Гајдов. Ајде да видиме, одбрав една фотографија од Мартин каде што е без капче, затоа што повеќето од фотографиите му се со капче. И мислам дека ова фотографија е некако најсоодветна, затоа што апликацијава не е нешто многу профи, но мислам дека ќе ни послужи. Ајде да видиме како би изгледал Мартин Гајдов. Ја ќе умрам. Леле, ќе умрам, живи све. Чекај со ова вторава опција да пробам. Леле, Селена Гомес. Живи се, Селена Гомес. Леле, ќе умрам. Чекај, првава или вторава? Не, вторава. Селена, спаваш ли мирно? Значи, ова ми е хит. Океј, следен го имаме Стефанато. И да, имав сериозен проблем кога бара фотографија од Стефан, затоа што скоро сите фотографии му се со капча, не знам како апликацијава ги прифаќа капчињава, така што, еве, ова е едно селфи без капче, што мислам дека ќе ни послужи. Баш ме интересира како изгледа Стефан, ја ќе умрам. Океј. Леле, чекај другава опција да видиме. Леле, ми личи на некого. Ми личи. Не првава дефинитивно. Леле, ќе умрам. Ја морам ова да му го пратам на Стефан на Инстаграм. Морам. Леле, не знам на кого ми личи. Илма Карахмет, леле, ти, да, скроз. Па ќе умрам. Следен нека биде Никикс. Ајде да видиме Никикс како би изгледал кога би бил девојче. Ја мислам дека он ќе биде најпрелепотица, затоа што на фотографијава е најнекако baby face, али ајде да не повторувам два пати. Леле, многу е смешно. Како би се викал Никикс кога би бил женско? Бојана. Бојана или Јована? Леле, ова е хит.
Мора на сите да им ги пратам сликиве да се умочат од смеј. Океј, следен е Андреј прави влогови. Од Андреј не успеав да најдам нешто најсоодветна фотографија, но мислам дека ова ќе ни послужи затоа што по единствената фотографија на Инстаграм каде што му се гледа лицето без на него да има некаков прст, капа или било што друго. Така што ајде да видиме како би изгледал Андреј кога би бил девојче. Многу ми е смешно. Чекај. Дали Андреј првиот човек на кој што апликацијава не функционира? Хит! Само шишка му додаде. Леле, хит! Леле, ке умрам. Он остана некако најист. Он и кога би бил девојче би изгледал така како што изгледа сега, само веројатно би имал некаква долга коса и евентуално ако се нашминка. Океј, следен е Марко, односно Джипи. Баш ме интересира како Марко би изгледал кога би бил девојче. Океј, мислам дека ова е соодветна фотографија. Леле, ова ме потсеќа на Хајди. Марко е Хајди. Тој е хит! Не, првава. Ова е многу фейк. Првава. Душичка. Чека да пробам мейкап само да додадам. Дали ќе функционира? Ле, душичка. Марко овде би можел да се вика Олгица. Олгица или Наталија. Наталија, да. Леле, хит. Океј, последен за денеска нека биде Ритко. Ајде да видиме како Ритко би изгледал кога би бил жена. Ова мислам дека е најсоодветната фотографија од Ритко, така што мислам дека ќе излезе добро. Бро! Чек да видам дали плюс мейкап можам да додадам, иако овде веќе гледам некаков мейкап. Апликацијава е малце чудна, малку функционира, малку не функционира, али добро. Еве ќе си почекаме. Ау, Ритко! Како би се викал Ритко? Инаку страшно ме асоцира на некоја пејачка. Никол од Pussycat Dolls. Да. Скроз! Па мене ова е хит. Леле, хит. И да, овде некаде ќе го завршам денешното видео, кое што искрено се надевам дека ви се допадна, мене ми беше преинтересно. Така што не заборавајте да оставите лайк и да се претплатите на мојот YouTube канал доколку се уште не сте претплатени. Јас сега се одјавувам, ви посакувам убав остаток од денот, а ние се гледаме многу наскоро со многу нови видеа. Чао!